пието кај мажите, а во пресред на утрешниот ден, 15 септември, светскиот ден за борба против ракот на простатата, ја одбравме и ова тема утренава во студиото, а на неа и со неа нели ќе разговараме со нашите гости утренава кои што ги имаме во студиото. Најпрво ќе кажеме добро утро за доктор Лилјана Ацева Андонова и за господинот Никола Атанасов, председател на невладината организација Здрава простата. Како сте утренава? Добро утро. Добро утро. Како сте? Добри ли сте? Па среќни сме што ни овозможивте. Добро утро прво до гледачите на ова прекрасна ваша емисија Журнал. И благодарност на целата редакција што ни овозможи да покажеме еден дел од нашите активности кои се упатени во прв ред до машката популација, а особено да ги поканиме машката популација, дел од нашите активности утре 15 септември, како што вие најавивте ден на простатата во светот, во домот на армијата во 14 часот, значи утре вторник, ќе имаат обраќање наши познати лекари од урологија и онкологија токму по темата на простата. И јас ги поканувам сите машки кои се во состојба во можност да дојдат, да се запознаат малку поблиску, би рекол со опаката, непријатна, подболна болест, ако ја имаме. Ако ја немаме, ќе бидат среќни да направат преглед и да се чувствуваат добри и здрави да живеат понатаму. Веднаш на почетокот јас би спомнал само 2-3 збора. Ако се на време открие, ако тоа е сосема на почетокот, се лечи. Ако е малку во понапреден подиум, се стопира или се блокира и со болеста на простатата се живее ако во прашање карцином. Но тука некаде ќе, нели, уште еднаш ќе повториме само во колку часот ќе започне утрешното предавање? Во 14 часот, во 2 после пладне, во сала број 4. Така. Сега со доктор Ацева нешто повеќе ќе продискутираме во врска со причините и факторите за ризик на ризик, нели, за ракот на простатата. Тука некаде ќе отвориме и оваа тема за да ги дознаеме причините, факторите, превенцијата и слично. Она што како информација го имаме е тоа дека ракот на простатата кај мажите е она што е ракот на дојката кај жените. Меѓутоа, дали би се сложиле вие со нас дека мажите се помалку информирани во врска со оваа болест? И тоа е причината за поголемата смртност од истата. Најпрво би сакала да се заблагодарам јас за учеството во вашата емисија, затоа што сметам дека иако во последните 2-3 години многу е направено за подигање на свеста кај мажите за ракот на простатата, тоа не треба да запре и јас прво како специјалист, радиотерапевт и онколог имам едноставно професионална должност и да учествувам во едукацијата, информацијата за превентивата и за раното откривање, значи, на ракот на простатата, не само за лекувањето. Токму поради тоа јас сум и иницијатор на формирањето на ова здружение, така да заедно со Никола успеавме да го формираме и да почне тоа активно да работи на зголемувањето на свеста кај не само мажите, него и жените. Инаку, зошто ракот на простата, како што и во почетокот вие рековте, е второ по честота заболување кај мажите од рак по ракот на белите дробови, значи нешто слично како и кај ракот на дојката кај жените. Меѓутоа, нешто се разликува е што за ова не толку рано откривање има повеќе причини. Прво, од една страна, мислам дека причината е недоволната информираност, втората причина е срамот или страфот на мажите да отидат на лекар, да направат еден обичен скрининг, бидејќи скринингот се прави со дигитален ректален преглед, кој што малку ми е непријатен, но е навистина безболен, едноставен, се прави
и со ПСА тест, така да тоа е исто причината, значи немојте да кажате ете он се срамеше и му беше страв, па ете заболе од сега веќе неизлечива фаза на болест. И трето, морам да обрнам внимание на лекарите од општа пракса, значи матичните лекари. Не само што треба да се едуцираат и информираат мажите, односно целата популација во Македонија, туку и лекарите од општа пракса треба да ги познаваат почетните симптоми и знаци на болеста и едноставно да им препорачуваат редовни скрининг прегледи, односно тоа се редовни прегледи кои што треба секој маж после 50-та година, од 50-та година па натаму, да ги изведува еднаш годишно, затоа што скринингот, велиме, спасува многу животи. Така, тука некаде нели ги споменавме оние како што вие кажавте, на некој начин совети, причини, така, и совети нели за навремена заштита и интервенирање во врска со ракот на простатата. Информацијата што и пред малку ја кажав пред почетокот на разговорот, вели дека во Македонија бројот во последниве неколку години од оваа појава е двојно зголемен. Барем така велат нашите информации. Така, значи годишно се откриваат околу 80-90 случаи, значи регистрираат, било до 40. Се регистрираат. Меѓутоа, знаете како, тука за таа бројка од една страна е зголемената инциденца, воопшто честотата на болестот, меѓутоа и скрининг, подобриот скрининг, значи и подигање на свеста на луѓето. Можеби овај бројка би била и поголема ако би имале ние редовен, значи скрининг или бесплатни скрининг, организирано да се тоа прави. Така да во секој случај во светски рамки инциденцата се зголемува не само кај нас, причините за тоа се делумно познати, делумно не, затоа што воопшто за малигните заболувања тие се комплексна болест и избира од повеќе фактори, причинителски фактори и ризични фактори. Јас доколку сакате би можела да кажам нешто за, не знам, како е организирано, мислам дали сакате за причините, за факторите на ризик, за превенцијата, бидејќи сме лимитирани со време. Така, на тоа ќе се навратиме малку подоцна, сепак тоа е планирано во нашиот разговор, нели се што е во полза на гледачите е добре дојдено, но кога веќе дискутиравме за оваа тема, за појавата во Македонија и процентуалната и процентот во врска со болеста кај мажите, предлагам да погледнеме еден прилог заедно, истиот да го искоментираме во врска со бројките за заболени мажи во Македонија со рак на простата, а потоа и како што веќе кажавте околу превенцијата, симптомите и слично поврзано со самата болест. Да го погледнеме прилогот. Ако до пред 3 години бројот на мажите со рак на простата во Македонија се движеше помеѓу 30 и 40, последниве години таа бројка речиси двојно зголемена. Овие бројки само ја потврдуваат констатацијата дека карциномот на простата е втора причина за смртност кај мажите. Последниве години ракот на простата се искачи на прво место како причина за смртност кај мажите во САД. Во светот годишно се регистрираат околу 400.000 нови случаи, од кои дури 170.000 завршуваат со смрт. Според статистиките, 90% од болните се јавуваат прегласа на лекар кога веќе не може да се оперираат. Бројот на операции кај нас, за разлика од Словенија, кој има сличен број жители, е речиси на половина. Дури 2/3 од болните кои добиле рак на простата се мажи постари од 65 години. Затоа секој маж постар од 50 години треба еднаш годишно да се јави на преглед кај уролог. Ракот на простата може да се открие со обичен ректален преглед, преку еходиагностика или со тумор маркери. Неоперативните случаи се третираат со комбинирана хормонска и зрачна терапија и нивниот просек на живење е од 18 до 25 месеци. Уролозите советуваат дека е потребно да се работи на подигање на свеста и здравствената култура на машката популација за ова заболување. Првите симптоми како отежнато мокрење и ослабен млас треба да се доволен сигнал ваквите пациенти да се испратат на дополнителни испитувања кај специјалист уролог. Единствено на таков начин преку редовни скрининг